Наместо парите на граѓаните да се трошат за споменици, ќе инвестираме во патишта, инфраструктура и енергетика. Една од мерките е и проширувањето на патот Гостивар-Кичево. Кога СДСМ ќе биде на власт, секој граѓанин без да се плаши ќе можел слободно да ја критикува владата и, како што велат, слободно да се изразува. Ова беше речено на синоќешната трибина на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Гостивар. Луѓето слободно да може да зборуваат на работа за што сакаат, на улица. Во продавница доаѓаат не се плаши дека ќе му го затворат дуќанот. Сите да можат и да јавно критикуваат владата. Да излезат нас да не дојдете да не критикуваат улица, а не се плашат за ништо дека ќе им се случи, дека ќе им фали влакно на владата. Затоа што тоа е демократијата. И целта на целиот процес е да има промени во власт. Никоја власт не е здрава да остане долго време. Еве ги вие се 8 година веќе на власт. Што има да направат, направи. Што има идеи, што знае, направи го. Не може ништо ново да се очекува од нив. Затоа е потребно што побрзо да дојде до промена на власт. На сите оние граѓани на кои што не им е добро денеска, мора да им порачаме дека треба да гласат за промена. Враќањето на средната класа и мерките што беа понудени на трибината се, како што велат, старт за борбата против сиромаштијата и враќање на демократијата. И да се обидеме на вистина со мерки кои што ќе се прифатени од страна на граѓаните, да ја вратиме средната класа во Македонија. Значи, она што е мотото на програмата, не го смисливме на памет, туку така, парола да ја вратиме средната класа. Туку навистина имаме предлог мерки кои што сметаме дека помалку и веќе во првиот мандат на некоја идна влада на СДСМ ќе може да се осети во џепот на секој граѓанин. Кога збориме да ја вратиме средната класа, тоа не е нешто, не знам, сулопарна политика, тоа е многу конкретна работа. Повеќе пари во џепот на секој граѓанин на оваа земја. Не само на членовите на СДСМ, не само на симпатизерите, гласачите и така натаму, на сите граѓани на Македонија. Така се враќа средната класа. На отворената трибина со граѓаните на Гостивар беа промовирани дел од над 350 предлог мерки, меѓу кои се и повратот на 15% ДДВ кон граѓаните, правичен данок, бенефициран стаж за земјоделците, како и мерките за вработување на над 5000 млади преку бизнис инкубатори.